Владата во моментов не размислува за помош на стопанството и најпогодените сектори, иако тие со недели алармираат дека едве обстојуваат на пазарот. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи рече дека барем засега нема да има седми пакет на економски мерки за спас на фирмите и граѓаните. Според него, туристичко-гостителскиот сектор бил подпомогнат со 14% од вкупната помош спрема стопанството, наспроти нивниот придонес во бруто домашниот производ кој бил помал. Размислува на седми поред пакет мерки? Во овој момент не. Јас се разговори секојдневно правам со стопанските комори, ако навистина тоа е нужно. Ако е потребно, реков дека да, ќе направиме одредена. За жал, ние сме во предизборен период, секоја една одлука може да се протолкува различно и затоа не би кажал дека да, ќе има или не, нема да има. Најпогодените сектори се жалат дека имаат огромен пат на работата до дури 70%, но и покрај ова од владата вела дека засега здравјето на граѓаните им било најважно. Ако треба да се прави компромис помеѓу економска мерка за угостители и здравјето на граѓаните и борбата за заштита на здравјето на граѓаните пред се. Сум кажал претходно, сме докажале дека секој еден изгубен денар во секој еден сектор ќе се надокнади кога тоа навистина ќе е потребно и за тоа ќе седнеме и ќе разговараме. Во меѓувреме угостителите, туристичките работници, менаџерите на трговските центри, вработените во обложувалниците, сите пред камерата на Алфа се пожалија дека прометот им бил опаднат од 50 до 70%. Најпогодените сектори тврдат дека биле оставени на цедило. Велат ако не добијат владина помош, ќе биле принудени да им поделат откази на десетици илјади вработени. Инаку од почетокот на пандемијата досега, 50.000 луѓе останале без работа. Според Агенцијата за вработување, бројот на невработени во земјава се искачил на 150.000. Бројот пак на фирми кои пропаднале во првите 6 месеци од годинава се искачи на 5.000. Централниот регистр само лани избришал 6.214 компании од регистрирани 7.070 фирми. Дека овие загрижувачки бројки се поразителни, постојано предупредуваше стопанството, кое во очај бараше повеќе државни пари за спас на компаниите, кои во моментов го преживуваат најлошиот период од нивното работење.